prašanje. Sekoj od nas saka ušte nešto povedje. Sekoja noć gledam maski komični, no znam mnogo ljude obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek. Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Razni zemlji vedeni i jaz, kako site ljude obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek. Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek. Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Najvažno je da diše dlaboko. Tole, Tranka, diši, Tranka, diši. Babo! Tole, svesti se, tole. Izgleda дека не те sluša. Pa koja žena sluša? Treba da se vikne hitna pomoć, protivpožarna i specijalna jedinica. Zašto hitna pomoć? Za sekoja eventualnost. A da probaš со вештачко дишење? Kako? Уста на уста. Tole. Добре. Што правиш? Pa sakam da ti dadam veštačko dišenje. Освестена сум. Аха, колку се 9/7? 6-3. Кој е главен град на Нов Зеланд? Окланд. Кој е градоначалник на Пардејци? Кој беше? Pa сега nemojte така нагло. Tole, dobro si. Чекај, кажи ми, што беше седмиот број? Единица. О, супер. Се уплашив да не ми ни паднала седмица на лото. Pa što je тука супер? Како бе, трпе па замисли, че ни се променеше цел живот. О, море, камо, среќа мој живот да се поремети, па да живу нормално. Не е баш така сега, другар командир, знае како ќе биде новија години да ги менуваме навиките. Ете ти, сега што ти е македонец, во случајов македонка. Кога има не сака, кога нема кука да има. Еј, овој ми се свиѓа. Ќе го запишу како научна сентенца. Знам многу други сентенци за жени, посебно за плавуши. Една плавуша на дну океана. Мандра, ајде. Ајде. Извинам, итно морам во ОПСЕ и во УМПРЕДЕП и во УНХЦР. Ќе се чуеме. Куде го најдебе овој јудетино? Трефе,
Што ќе правиш ако ти се паднеше ваква жена? Ќе си остане ферген. Шо ме плашиш? Добра си. Повели, Марија? Ти благодарам. Послужи се. Абе, знаеш ли за кого се омажи онаа несреќа е? Која несреќа? Она што си монтира силиконки. Не знам на кого мислиш. Како бе не знаеш? Па онаа што во своите емисии кани цели мала. Да. А знаеш ли за кого се омажи? За кого? За незиниот бивш маж. Пак. И сега не знаеш што е поголем трач. Дали кога се разведува или сега кога повторно се земаат? Ајде, времето ќе покаже, остави ги. Е, така е, да. Што има друго ново? А знаеш ли кој е најсвеж развод? Бред Пит и Дженифер Анистон. Не. Милче и Мариче. Не збори, од вториот влез. Да. Издржава брак 3 месеци и 27 дена. Не се верува. И мене не ми се верува. Просто да не веруваш. Мими. Знаеш дека животот е непредвидлива појава? Во право си, Марија, во право. Абе, не знаеш со кого ќе се венчаш, не знаеш со кого ќе стапиш во брак, не знаеш со кого ќе се разведеш, разбираш? А има мажи просто да ти е мерак да се разведеш. Чек. Еве, фала ти на вистина многу ми се најде. Се шо е ова, мислам, не мораш да брзаш. Знам бе, ама ако не ти ги вратам сега, ќе ги потрош. Ќе ми ги вратиш во Нов Зеланд? Каде ќе ме бараш во Нов Зеланд? Опа, нема да те барам. А шо знаеш, може би ќе бидеме комши? Чекај, како мислиш комши? Па така и ние одиме во Нов Зеланд. Како одите? Така секој момент. Како така испадна, бе ми? Па така. Како на филм, да ти кажам. Така сакала судбината. Вие? Да, ние. А, чекај, кој е вториот патник? Извини, Марија, ама Мандра ми кажа на никому ништо да не кажуваме. Тој Нов Зеланд ти бил права атракција. Зошто? Даваа 13-та плата? Волната на овцата Шрек 2, која била истрижана за време на викендот, тежела 31 килограм. И била долга 3 метри. Овцата Шрек 2 стана национална личност и беше однесена во Велингтон на аудиенција кај премиерот Хелен Кларк. Господе баш. Него си мислам колку шалчиња може да испаднат од таа овца. Ти па што си запнала само плетеш па плетеш? Таму на секои избори наместо пенкалца и моливчиња даваат шалови, пуловери, джемпери. Тоа се вика стандард. Тој Нов Зеланд навистина ти бил наопаку земја. Овцата станала национална личност. Да, кај нас националните личности ги прават овци. Чути, Моритрале, овде и џидовите имаат уши. Види, што млад свет испоумре. Порано имаше ред во тоа умирањето. Денеска умира кој ќе стигне. Трале, а што мислиш, има живот таму?
Има, зошто да нема? Не се нашите деца првите што ќе одат таму? Не мислев на Нов Зеланд. На што мислиш? Таму горе. Каде? На облаците. На небото? Да. А, не знам. Никој не се вратил да каже. Па не е глуп да се врати. Да се расправа овде со неплатени сметки и разни други глупости. Таму ќе си седне на некој облаче, меко убаво, ќе се вози, ќе си гледа долу, чист воздух. Нели? Чекай, зашто разговараме ние? За душата. Каде оди душата? Оди заедно во комплет со човекот. Чекај. Ако комплетот ќе се раздели, Како мислиш? па мислам ти одиш таму, а душата останува тука. Не се разбирам, ја тоа ти се Божи закон. Не мислев на небото, На што на мислиш? Нов Зеланд. Слушај, фино кажи ми на што мислиш, затоа што се препротив живаво да се направи, не те разбирам. Душата е мистерија, никој досега не ја објаснил. Трпе бе, што си запнал ти со таа душа па душа? А ти, откако доби на тоа лото, си станал еден материјалист. Духовното воопшто не те интересира. Како не ме интересира, нели вчера цел ден се расправавме за тоа колку долго време веќе си скаран со брат ти. Добар ден. Добар ден. Што правите? Дискутираме за кречење. Договараме нијанса. И? Што решивте? Ќе удриме малку на беж. Како изгледам, а? Добро е, не личите на себе. Ова треба да го сватиме како комплимент. Не обавезно. Цаци, ти да скратиш тоа бакенбардите. Мора ли се? Мора. На сликата во пасошот си без бакенбарди. Која мерак имам на бакенбарди? Јошто од малечок. Најди некој друг мерак. Ево, носи карирано сако. А јас? Вие, господјо Мимоза, тоест мис Каролайн, научете вицови за плавуши. Така, веднаш ќе ги стекнете симпатиите и ќе ги разубедите дека сте фарбана. А да носам книга под мишка? Не, подобро е пудрица. Карирана сако не носим. Иначе ќе емигрирам во Матејче, болje него таму. Добро, дечки, ајде малку да работиме. 1, 2, 3. Listen to me. Yes. Okay. What is your name? My name се викаш? My name is Тревис. Тревис, who? Тревис. Куде га најде бе ова име бе? Од филмот Таксист, таму Роберт Де Ниро така се викаше. А тој е американец? Па и ти си американец со македонско потекло. Со тоа што со македонски пасош секој ќе те контролира, а со американски лажен, подобро ќе поминеш. What is your second name? Како се презиваш? Момент. Хоровиц. Што се чудиш? Тоа е српско презиме? Еврејско. Така ги буниш од старт, веднаш те пуштаат. Тие тамо или не ги поднесуваат евреите, или ептен ги респектираат. What is your name? My name is Caroline Horowitz. Бравос. Девојачко? Ashley. Бравос. Добро. Зошто одите во Нов Зеланд? Затоа што така сака цаци. Фино, ја ценам вашата искреност. Ама да предпоставиме дека некој не го познава мајстор Цаци тамо во Нов Зеланд. На што цилјаш? Па цилјам на нашиот договор. Ќе правите така како што ќе кажам јас. А зошто одиме во Нов Зеланд?
за да ги инвестирате вашите пари во развојот на нивната земја. Куде ќе најдемо толике пари, бе, Мандра? Ќе ја покажете оваа златна картичка. Ако не фатат? Ако ве фатат, ќе отворите бизнис во Материч. Зошто мълчиш? Не сакам да зборувам. Слушам како ти чука срцето. Се плачам. Знам. Заминуваш во туѓа приказна. Твојата не ти се допаѓа, а новата не ја знаеш. Што ќе правиш во меѓувреме? Пишувам долги и топли писма. Јас ќе те чекам да се вратиш. Кога ќе си дојдеш, ќе те познам по белегот на левото рамо. Како во приказните. А ти? Јас имам болја идеја. Јас ќе се истетовирам на челото Александар. Ствари заеби малко е дугачко. Ќе се истетовирам АЦ ДНМ. ДНМ? Дечко на Меглен. Епа тогаш не смееш да го брчкаш челото. Зошто? За да можем да прочитам. Парков е права ствар. Седиш, уживаш, не преш ништо. И го частел пијачка тој што ги измисли. Татко ми секогаш ме носеше на раменици. Сладоледот ми капеше од рацете по неговата глава. Брат ми се валкаше со некое куче по тревата, а мајка ми постојано носеше огромна торба полна со алиште и не пресоблекуваше. Сонцето светеше како диамант. А ние се смеевме. Претерав малку. Не беше убаво, продолжи се. Кога би се родил пак, што би сакал да бидеш? Бумбар. Или зумбар. А ти? Свеќе. Как? Било как. Не сум манџика. Кај сте бе вие? Е? Ве барам под дрва и под камен. Или лошо не бараш, или ние добро се криеме. Што правите тука? Ништо. Малку романтика. Цела младост ви помина во парков. И? Што ни фали? Акција. И таман планирав сега малку да се помрнам. Уствари ќе станам. Дали сум јас менаџер на групата или не сум? Си? Сум студирала маркетинг, менеджмент и слични фашистички школи. Да. И што треба ние да направиме? Да ме слушате малку. Зошто? За да снимиме спот. Ќе снимиме кога ќе се вратам од Нов Зеланд. Кога ќе се вратиш од Нов Зеланд, ќе снимиш бубрези, плуќа, заби. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Аце, Oh, don't ask why. знаеш што ќе направам
Кога ќе стигнеме во Нов Зеланд? Ќе спиеш у засебна соба? Не. Прво, ќе си купам лак за ногти за цела година. Ќе напишам разгледници за цело Скопје. Ќе си направам пластична операција на прстот што ми излага кога носам сандали. И на крај ќе купам милиони бои и нијанси, ќе обтегнам едно джиновско платно и цел ден ќе се сликам. Што ќе сликаш? Својата осаменост. Бога ми ќе се насликаш. А ти? Ти што ќе правиш? Ја кога ќе стигнам во Нов Зеланд, ќе слушнам цитат за Александар. Ќе направам рок бенд и пола естрада има да се пензионира. Кој ќе те трпи тебе кога ќе бидеш богат и славен? Не мора никој да ме трпи, ама ја веќе нема да трпам. Да свирам у кафани, да ми ждригаат на уво и газата да го чекам да ми исплати 20 години. Алекс, сакаш да разговараме нешто ептен важно? Гледаш за прв пат, сакам. Не ми се верува дека ќе одиме во Нов Зеланд. Ни мене. Бабо, идејава ти е многу одлична. Си стоиш во ред, ама си зимаш пари. Деца, овие пари ќе ги поделиме затоа што јас не сум ги заработила. Па немој така, Траве. Се изнамачи додека го пополни ливчето за лото. Да, и ти си изнамачи дека ми го донесе пенкалото. Немојте, колешка, вака преку ред, и ние сме луѓе. Ама ве молам, јас одлично си ги знам правилата. Така е, Снао, светото станува на младите и затоа ќе одиме по тој редослед. Марта, повели... Магде? Тука сум. Па е следниот пат со торби. Се прифаќа. Марија, ова е за тебе. Убава е боја. И мораше со протекции. Ајде, сине, ова е за тебе, повели. Не треба фал. Ајде, Не. како не треба. Ај кога си запнал. Така. Трпе, ова ти е за материјал и за мајстори. Какви мајстори? Па за варосување. А за мене? Што за тебе? Па, прифатна плика. Сега. Приватно. Така е, браво. Мало, ама полно. Трпе. Повели. Зошто не бу така мало? Еве, гледай. Работените, гледай. Марта, мајкина, кај си ми, кај си ти, злато мој. Здраво. Здраво. Мајкина. Никола. Знаеш дека малку ми е чудно што ќе одиме? Малку... Многу. Најмногу у свет ми е чудно. Не знам што да кажам. Што да кажеш, да пред една година најголема авантура ми беше да одам у Охрид, сега одиме на газот од светот, што да кажеш друга? Мислиш ли дека ќе успееме? Види, првиот и најважен успех ни е тоа што ќе се тргнеме од оваа лудница после полесно. А вториот? Па ќе видиме, не може да се знае однапред, ќе видиме. Важно е нерешено да извадиме. Кецу единица.
После? Мислиш? Што има да мислам? Не ти се спи, Ништо јас не мислам. Решив малку да се одморам. Ти? Не знам. Се повеќе прашања, се помалку одговори. Ајде да заспиеме малку. Ајде да се разбудиме малку, ако може. Сакаш да се преслушаме? Што направив? Ајде. Јас ги спакував сите фотографии и разгледници. Јас... И онаа кравата што ти ја купив пред 15 години, не ја ти ја спакував. Која крава? Ова сино-жолта една. Со рецки. Ми текна ја, да. Ја спакував. Јас. Кажи ми што друго да понесам. Па вака, спакуј си челична волја, метална душа и гранитна одбрана. Гранитна енергија. Слушај. И стај ги унесе се. Да не заборавивте нешто. Уште подморница не сме спекували. Ако бе, сине, ако. Кој носи, не проси. А да проверевте уште еднаш? 3 пати проверуваме. Добро. Четката се заборав. А да не се спекувавме ние малку раничко. Ако бе, ако, сине. Авионот е секогаш точен. Скоро како возот. Имаме 3 сати и 43 минути. Ако бе, сине, не се оди секој ден во Нов Зеланд. Дај Георгиевија. Треба да сявам во Гевгелија. Сите петунии процветале. Насадив и темјанушки. Ми се јадат кебапчиња. Или еден зелник да имаше сега. Леле, ќе заборавив. По Гевгелија имало голема поплава. Кој ти каже? Влада И што друго ти кажа? ми кажа дека Да. Чекај. Кај отиде сега со тој телефон? сигурно има некој важен разговор. Сите имаме важни разговори, многу важни работи забораваме поради тие важни разговори. Ноступ нешто важно ние разговараме. Вчера Рафаела ми понуди повишица. На мене Огнен дупла плата.
Еко, во онаа народната, не знам да дочекам гости, ама како знам да ги испретам. Сарделите што ги насади Марија се најдобри. Што ти е, бе, синко? Меглена е во болница. Па не ли ти рече дека е подобро? Излажев. Ти, Магде, што ќе ни кажеш? Мене Владо ми каже дека најмногу ме сака. Добар ден, добар ден. Што е сега? Зошто плачете? Кепа дека ни се плаче. Аха. Еве имате време уште 3 часа и 45 минути да плачете, после. Што ви стана, господине Мандра? За така нешто однатре ми дојде за која ќе погледам во Параскева. Спомените сами ми навираат, знаете. Многу пати сме минале низ ова. Да. Господине Мандра, да заборавиме на плачење, да се договориме што правиме. Да, во право сте. Точно така. Значи вака, кој ќе стигнете таму, ќе го побарате Мане Хебла. Тој ќе се погрижи за сите ваши формалности. А доека не најдете адекватна професија, ти, Никола, ќе разнесуваш пици. А вие, госпоđo Марија, ќе работите во агенција за хигиена. Каде? Тоа вие културен израз за здружение на чистачки. А децата? Децата ќе се дошколуваат. Во меѓувреме ќе работат нешто во градежништво, така, ќе мешаат малтер, ќе носат бетон, ќе виткаат арматури, така. А каде ќе спијат? Ќе спијат кај Цане Курва. Тој има нешто како интернат, така. Кога ќе ги видите цените, лелеле. А многу е комфортно, многу е комфортно. Така, значи све ви е договорено. Се гледаме покасно. И јас и Параскева сега ќе одиме да се изладиме со по некое топче сладолед. Пријатно. Од чоколадо, од лешник и од ванила. Така е српска. Јас од манго и од киви. Леле. И? Сега што правиме? Ке го одложиме патувањето. На колку време? Не е одредено време. Мислам, јас да им собирам ѓубре на тие домородците таму. Па тогаш да земам годишен одмор. Зошто? Па да се распакуваме. И да му најдеме чарен овој зелник. Не! Прво ќе правиме прослава. Не. Дај да ги. Мене ова овде. И ова овде. Ајде, деца. Ама кини со раце, што? Ајде.
zajdi, zajdi, jasno sunce. Zajdi, pomrači se,
Ајде. Не ми кажувате ништо за операцијата? Па не сакаме да те подсетува. Ми се познава нешто? Па, со голо око не се гледа желудник. Каков желудник? Така разбравме дека си го оперирала желудокот. Ама лошо сте разбрали, не. Лифтинг. Правев лифтинг. Исто како шеф? Исто, мачи. Тете Евдокија, ама јас слушнав дека оваа Шер не правила лифтинг само кога спие. Ви изгледам помлада? Па, Како не? мене ми изгледаш помлада. 3 месеца. Евдокија ме подсетуваш на онаа од серија како се викаше серијата? Сексот играл. Не, навистина таму целиот персонал беше многу задоволен. Во која смисла задоволен? Во секоја. Да, навистина ми отстранија 3 длабоки брчки, без ништо да се познаеме. Го оставила детето 3 недели за да ја отстранат 3 брчки. Штувани родени пријатели, внимание! За неполна минута авионот со Цаци и Мими, алијас Тревис и Керолайн, ќе прелета над нашите глави. Ве молам за внимание. Одбројувањето започнува сега. 3, 2, 1, 0. Довидување, Цаце и Мими. Довидување. Параходот ми пристигна. Не плачи, мило ли ме, не жали. Јас пак ке се вратам, не плачи, мило ли ме, не жали. Јас пак ке се вратам. Очите ти насозни, устето ти
Ne plači, miloli me, ne žali. Jas pak će se vrata, ne plači, miloli me, ne žali. Jas pak će se vrata, zemlji si beokrče, izviši si se vrata, ne plači, miloli me, ne žali. Jas pak će se vrata, Opa. Ej, Vančo. Da. Što vika? Od manastira. Vika... Kako što je gospod, nikoj ne. Така е. Ajde, za Vančo.